Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Службеничка во општина Кучани погодена со шиша во глава од разгневен советник. Вербалната расправија прерасна во сериозен инцидент. Се вклучуваат полицијата и обвинителството. Кој суд ќе суди за Кочанската трагедија? Штипска апелација пред одлука. Семејствата на средба со државниот јавен обвинител. Владата го усвои ребалансот. Повеќе пари за локални проекти, здравство, пензии и плати. Нема оптимизам кај Мицковски за извештајот во Европскиот парламент. Предупредува за силни притисоци од бугарска страна. По 7 години запуштеност се враќа во живот македонско село во Нерези. Израелско-иранскиот конфликт се разгорува, неизвестно вклучувањето на САД. А во тема на денот за враќањето во живот на македонско село, но и за најавите од владата за регистарски таблички во боја кои ќе ги одделат јавните возила, односно службените возила од приватните, за најавите за набавка на владен авион, но и за помошта и координацијата на помошта за семејствата од Кучани. Во тема на денот ќе разговарам со Ивица Томовски, директор на службата за општи и заеднички работи на владата. Останете со нас, почнуваме. Сериозен инцидент се случи денеска на седницата на Советот на општина Кучани по насилничкото однесување на советникот Аки Акиов од Партијата за демократски просперитет на ромите. Тој најпрво вербално се пресметуваше со советник од ВМРО ДПМН за потоа да се обиде физички да го нападне. Тепачка спречи градоначалникот, но тој сепак успеа да фрли шиша која директно во главата погоди службеничка во општината. Таа е упатена на лекување, а во случајот се вклучија полицијата и јавното обвинителство. Се уште не се знае какви ќе бидат санкциите. ВМРО ДПМН побара негова оставка и оградување на СДСМ од него како коалициски партнер. СДСМ пак го осуди насилството, но обвини дека власта прави сплетки. Зборот не ви тука. Од вербална расправија до физичка пресметка. Седницата на Советот на општина Кучани беше прекината откако советникот Аки Акиов од Партијата за демократски просперитет на ромите и Васа Алексов од ВМРО ДПМН влегоа во вербална расправија. Откако одговорница се разменуваа навреди, Акимов се обиде и физички да се пресмета со координаторот на ВМРО ДПМН. Фрлаше столици по салата, во обид да го нападне Алексов, советникот Акимов фрли стаклено шиши и повреди вработена во општината. Таа со повреди на главата и лицето била итно пренесена во Штипската општа болница на испитувања. Полицијата интервенирала веднаш, а во моментов се земаат изјави од сите советници. Денеска околу 13 часот во полициската станица Кучани, ВА од Кучани, советник во Советот на општина Кучани, пријави дека претходно за време на одржување на седница на Советот по претходно недоразбирање, АА исто така советник во Советот на општината, се обидел физички со тврд предмет да го нападне, но бил спречен од присутните, пошто фрлил шиша со вода кон него, но во лице погодил вработен од општината, која била пренесена во здравствена установа за укажување помош. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од МВР. Председателот на Советот Лазо Митев за Сител вели дека по случувањата внатре спречен бил и инцидент пред општината, откако советникот Акимов повикал група граѓани да дојдат на местото во своја одбрана. Ова седница беше прекината од моја страна и ќе биде закажена за друг ден. Так. Полицијата беше повикана тука и буквално сите советници дадоа изјава. Морам да ви кажам дека на излегување од истото лице беа повикани поголема група на луѓе од негова страна, од ромска заедница, кои што пробаа да го нападнат во ходникот советникот Васе Алексов. Среќа што полицијата во моментот дојде и спречи уште поголем инцидент. Градоначалникот Крстевски по инцидентот обвини за обструкции и најави дека нема да дозволи партиски игри во Советот. На некому не му чини прогрес на овој град. Јас ќе се спротивставам на овие партиски игри и нема да дозволам да поминат. Во интерес на Кочанчани ви ветувам дека следниот период ќе работам уште попосветено. Од владеачката ВМРО ДПМН го осудија инцидентот во Кочанскиот совет.
ВМРО ДПМН силно го осудува насилието кое денес го демонстрираше кочанскиот функционер на СДС. Овој советник може да се види во прегратките на Венко Филипче и на заеднички фотографии со него. Бараме СДС и Венко Филипче да се оградат од неговото однесување и истиот да си поднесе оставка од член на Советот на Кочани. Ова е срамно и дрско однесување, велат од партијата. И СДСМ го осудува насилството во Советот, се оградија од Акиов и вела дека не е нивен член. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија најостро го осудува насилството што се случи на седницата на Советот на општина Кучани. СДСМ целосно се оградува од постапките на советникот што го предизвика денешниот инцидент. Потенцираме дека не станува збор за наш член, туку коалициски партнер. Очекуваме надлежните институции целосно да го расчистат случајот и да утврдат одговорност кај сите инволвирани. На седницата советниците дебатираа за рушење на дивоградбите и за состојбата во Кучани по трагедијата во дискотеката Пулс. Ивана Соколовиќ, најдова, Сител телевизија. Повредените од трагедијата во Кочанската дискотека не треба да брзаат со одлуки за третманите, порача директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски. Апелираше за смиреност и доверба во стручните тимови, посочувајќи дека сите медицински трошоци, вклучително и за оние без здравствено осигурување, се покриени од државата. Во моментот имаме однос на поведените две боледувања кои се спорни, долгорочни боледувања не на сметка на работодавачот и работиме на нивно разрешување. Владата го усвои ребалансот, повеќе пари за локални проекти, здравство, пензии и плати. Нема оптимизам кај Мицковски за извештајот во Европскиот парламент. Предупредува за силни притисоци од бугарска страна. Владата го усвои ребалансот на буџетот. Се планираат за 1% повисоки приходи и исто толку повисоки расходи. Проекциите за растот на економијата се исти, околу 3,2%, а инфлацијата се очекува да се стабилизира на 2,8%. Со министерката за финансии разговара Наташа Месовска. Владата го усвои ребалансот на буџетот, има зголемување кај вкупните приходи за 1%, но и зголемување кај вкупните расходи. Од каде најмногу се крати, а каде најмногу се додава? Да, денес владата го усвои предлог ребалансот на буџетот со кој што имаме зголемување на приходна и расходна страна за 3,5 милиарди денари. Пред се зголемувањето морам да го објаснам, станува збор за дивидендата која од Народна банка која што претходно со буџетот не беше планирана и исто така станува збор за некои приходи кои што ги искористивме од институциите кои што имаат сопствени сметки и сопствени приходи, значи не очекуваме нешто дополнително во тој дел, речиси да не променувавме ништо. Во однос на расходната страна, поголем дел од кратењата беа во владата на Република Македонија, а во однос на тоа за каде најмногу се обезбедија средства, околу 800 милиони денари се средства кои што ги обезбедивме дополнително за плати, но тука најголем дел се за Министерството за внатрешни работи, 600 милиони евра од буџетската сметка и уште околу 400 милиони евра од нивна денари од нивна сопствена сметка, така што нивното зголемување за 10% е од прилика 1 милиарда денари. 2,5 милиарди обезбедивме дополнително за пензии, со што го покривме нели периодот кој што следи за тоа што се враќаме на старото законско решение. Имаме зголемување кај Министерството за одбрана во делот на капиталните расходи, имаме зголемување за Министерството за социјална политика, демографија и млади, околу 300 милиони денари во делот на невладини организации, она што значи пружање на услуги за стари и изнемоштени лица. Имаме дополнително обезбедени средства за Министерството за надворешни работи во делот на плаќање на чланарини кон меѓународни институции и поголемиот дел се прераспределби на помали износи во рамки на еден ист буџетски корисник или помеѓу буџетски. Има повеќе пари предвидено за капитални инвестиции. Денеска до 6 реализацијата на капиталните проекти е по 24%. За колку ќе се зголемат капиталните инвестиции, колку пари плюс ќе додадете и кои ви се приоритети?
Овој пат многу внимававме кога ги имавме посебните разговори со надлежните министерства. Морам да напоменам дека има обврска да пополнат и табели во рамки на кои што требаше да кажат дали имаат веќе склучено договори и до каде е реализацијата, доколку немаат во кој период планираат да склучат. Додадовме само на Министерството за одбрана како министерство со највисок процент на реализација на капиталните инвестиции и таму беше потребно дополнително средства да се обезбедат од буџетската сметка, така што тука повеќе од 1 милиарда средства обезбедивме, скративме таму каде што имаше можност да се скрати, каде што имаме послаба реализација, но генерално министрите на состаноците на кои што присуствуваа цврсто уверуваа дека ќе ги реализираат плановите кои што беа зацртани со буџетот за 2025 година. Ние како Министерство за финансии немаме обврска да ги надгледуваме во делот на реализацијата, но имаме обврска да им обезбедиме средства. Обезбедивме средства, сега понатаму тие се надевам дека ќе го испочитуваат сето она кое што го кажува и на ресорните состаноци кои ги имав. Така во предлог ребалансот економијата, растот на економијата е предвиден на 3,7, малку повисока инфлација од 2,5%, меѓутоа буџетскиот дефицит останува 4%. На што се должи? Зошто нема да има зголемување? Дали се предвидени овде парите кои што треба да се земат сега за финансирање на брзата пруга? Не, значи брзата пруга и мислам дека тоа и повеќе пати се комуницираше. Најпрвин ние се уште понуди не сме собрале. Понатаму треба да си почне постапката во Министерството за транспорт околу набавка или склучување на договори така натаму. Сега во делот на нашите обврски како Министерство за финансии ние веќе известивме, имаме интереси од некои други банки до кои што не пуштивме понуди и нормално во интерес на државата е да го зголемиме бројот на банки ако успееме и да намалиме и повеќе каматната стапка, тоа е успех за сите нас. Денес мислам дека веќе се пуштени понуди и до тие банки кои што изразиле интерес. Јас верувам дека навистина ќе добиеме добри понуди, потоа следи анализа на понудите, додека да ја завршиме целата постапка, потоа ќе следува закон за задолжување и сето тоа одзема време, а да не заборавиме почнуваме период на избори, кога не можеме ништо од овие активности да правиме. Што значи дека невозможно е сето тоа да се направи до крајот на годината и по информациите кои што ги добивме од Министерството за транспорт, првите исплати тие ги очекуваат во 2027, што значи дека ниту оваа година, ниту за 2026 ќе имаме планирање на било какви трошоци по однос на железницата. Дали за оваа година се планира издавање на еврообврзница? До крајот на годината не, но на почеток на годината на следната година, да, ние веќе интензивно почнавме со работа на подготвување на се што е на потребно за издавањето на еврообврзница. Нормално моментот дека следната година треба да вратиме 700 милиони евра, значи е сериозен притисок на буџетот и тоа е тоа поради кое што најмногу се подготвуваме. Фокусот ни е да обезбедиме средства за сервисирање на долгот и се разбира доколку имаме одреден буџетски дефицит за 2026 година, делот тој буџетски дефицит би го финансирале со еврообврзницата, дел би бил на домашен пазар. Имате дефинирано на која сума ќе биде? Ќе биде на поголем износ од 700 милиони евра, но се уште не бидејќи треба да почнеме со ребалансот, со буџетот подготовка на буџетот за 2026 кога ќе имаме повеќе детали околу истото, ќе информираме, секако ќе е на поголем износ од 700 милиони евра, бидејќи најголемиот дел, уствари целиот буџетски дефицит за 25-та беше во суштина финансиран со помош на домашните банки и сега сметам дека треба, мислам да го бараме нашето задолжување на меѓународните пазари. Министерке, ви благодарам на разговорот. Ви благодарам уште еднаш на можноста. Нема оптимизам кај Мицковски за извештајот во Европскиот парламент. Предупредува за силни притисоци од бугарска страна. По 7 години запуштеност се враќа во живот македонско село во Нерези. Премиерот Мицковски без голем оптимизам во пресрет на гласањето за извештајот за Македонија во Европскиот парламент. Посакува позитивен исход, но предупредува на силни притисоци од Бугарија. Европретениците од Софија и натаму инсистираат на промени во формулациите за македонскиот јазик и идентитет. Новото гласање е закажано за 24 јуни, истовремено со НАТО самитот во Хаг, каде евентуалната средба меѓу македонската и бугарската делегација се уште е неизвестна.
Премиерот не покажува некој оптимизам во пресред на гласањето на извештајот за Македонија. Вели би бил среќен доколку биде изгласан, но Бугарија врши жестоки притисоци. Деновиве добивам информации за повторно жестоки политички притисоци од страна на бугарските европратеници и бугарската влада дека ако биде изгласан тој извештај, внимавајте, тоа можело да ги радикализира проруските струи против проевропската сегашна бугарска влада. Тоа доволно ви дава одговор во каква состојба е една членка на Европската унија и кој во суштина го попречува евроинтегративниот процес за кој што од опозицијската СДСМ или генерално од опозицијата се подготвени на слепо само да подпишуваат. На почетокот на месецов Европскиот парламент го одложи гласањето на извештајот за Македонија по жестоките реакции на бугарските европратеници кои се противеа што известувачот Вајц јасно ја издвоил посебноста на македонскиот јазик и идентитет. Тие го обвинија за нерегуларности и со амандмани пробаа да се прецизира дека станува збор за сегашниот македонски јазик и идентитет. Новото гласање во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент е закажано за 24 јуни. На истиот ден во Хаг почнува самитот на НАТО, но можна средба меѓу македонската и бугарската делегација таму и натаму останува неизвестна. Видете, ние доколку постои таква иницијатива би требало да ја прифатиме таа иницијатива. На таа иницијатива треба да потекне до нешто што ја предложи, а тоа е претседателот на Европскиот совет господинот Кошта. Шефот на македонската дипломатија и претседателката Силјановска веќе излегоа со став дека се подготвени за средба во Хаг, прецизирајќи дека Македонија нема намера да разговара за прашања поврзани со идентитетот. Александар Спасовски, Сител телевизија. Остри политички тензии и нова размена на обвинувања меѓу власта и опозицијата. Лидерот на СДСМ Венко Филипче тврди дека ВМРО-ДПМН доживува драматичен пат на поддршката. Вчера вечер во Скопје ја критикуваше економската политика на владата и посочи дека според Евростат Македонија е на дното во Европа. Одговор стигна од премиерот Мицкоски. Тој обвини за предавничка политика на СДСМ и оцени дека граѓаните ќе ја казнат на следните избори. Нашите информации се од нивни анкети дека ВМРО-ДПМН има изгубено 100.000 гласови од лани до сега. Таков пат на популарност на гласови, таков дебакал до сега во историјата на држава за толку кратко време едноставно не се случило. Не затрупуваа со информации, со пиар, со пропаганда дека ќе прават економски бум. Што се случи? Бум слушнавме само тоа што треснавме на земја. Евростат излегува со податоци дека сме последна земја во Европа по платите и по економскиот стандард. Не мислам дека треба јас сега подетално да навлегувам во анализа каде го забележувам предавничкиот, поданички и кодошки однос. Мислам дека јавноста тоа го гледа јасно. Не би одел чекор повеќе. Тоа е позната стратегија на СДСМ. Тие мислат дека на таков начин повторно ќе добијат шанса да ја водат владата, но мислам дека прават стратешка погрешна комуникација. Имате едноцифрен рейтинг и мислам дека после локалните избори постои озбилна опасност дали таа политичка партија ќе продолжи да постои. По 7 години запуштаност, денеска повторно се отвори комплексот Македонско село во Горно Нереси. На отворањето премиерот и директорот на СОЗР најавија враќање во функција на овој туристички објект, потенцирајќи ја потребата од подобра инфраструктурна поддршка и поврзаност со градот. Во падините на Водно, на само неколку километри од градската Бучава, повторно оживеа комплексот Македонско село. По 7 години тишина, комплексот, кој беше туристичка атракција, ги отвори портите за сите љубители на културата и традицијата. Концесионерот Латераца ќе раководи со овој комплекс во следните 15 години и ќе менаџира со 12 автентични македонски куќи, хотелски соби, ресторан и занечиски дуќани. Со реотварањето на комплексот, од владата се уверени дека ќе создадат услови за развој на туризмот, но и за јакнување на локалната економија. Покрај тоа што ја кажува историјата и идентитетот, овој комплекс со отварањето на портите на овој комплекс ќе се овозможи додатна
туристичка дестинација за градот, зголемен број на туристи, отварање на нови работни места. Секоја од 12 двукатни куќи е посветена на различен регион од Македонија. Долните спратови се наменети за продавници и работилници преку кои ќе се промовираат занаети како ковачи, грнчари и ткајачи. Концесионерот ветува богата програма за сите посетители кои сакаат да уживаат во вкусот и убавините на македонската традиција. 52, а 3 имаме во куќата која што е дел од ресторанот. Всушност 3 соби имаме таму, останатите се во другите 12. Исто така дел од куќите имаат и простории кои што се предвидени за занаечиски работи, дел веќе се започнати со работа, мислам подготвени, останатите ќе бидат во текот на идниот период. Во моментов имаме исто, средби со некои странски туроператори со цел да се прошири програмата на веќе постоечките туристички групи кои што доаѓаат во главниот град. Премиерот кој присуствуваше на свеченото отворање најави дека во фокусот на владата ќе биде туризмот и обнова на запоставените државни капацитети, а овој комплекс има придонес во туристичката понуда. Комплексот беше изграден од државата во 2016. Сега новиот концесионер ќе менаџира со него за 3500 евра месечна кирија. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, разговарам со Ивица Томовски, директор на Созара. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, Цеци. Благодарам за поканата, благодарам за можноста и би искористил можноста да ги поздравам гледачите на Сител телевизија. Денес убав настан, враќањето во живот на македонско село. Зошто се чекаше 7 години за вакво нешто? Валјда тоа прашање треба да се постави на друго место. Ние почнавме веднаш од кога на некој начин превземавме власта во државата, почнавме да ги гледаме сите оние објекти кои што биле во минатото запоставени, а се клучни за државата. Комплексот Македонско село не е клучен само заради економијата. Тој има неколку аспекти, идентитетот на државата. Таму имате 12 куќерки кои што едноставно ја прикажуваат Македонија на едно место, на мало. Добивате нова туристичка дестинација, добивате импакт од туристи, додаток на економијата, нови работни места, така да кои се причините зашто до сега било затворено, навистина не ги знам, но знам и можам да кажам со помош на медиумите, ние така едно 6 месеци теравме кампања, додека изнававме концесионер и можам да кажам дека имаше навистина голема заинтересираност. Каков е договорот со концесионерот? Кој е моделот на јавното приватно партнерство? Кои се обврските за нив, кои се обврските за вас? Практично ние овој пат одлучивме да го дадеме класична закупнина. Нема јавно приватно партнерство, немаме ние никакви обврски како држава, му го даваме на концесионерот на 15 годишно владење, се она што ќе го инвестира во комплексот во селото, останува во собственост на државата, но да го зачува, да ја зачува намената зашто е тоа село да не направи некои злоупотреби со истото, да не биде злоупотребувано за различни цели. Може би една од најзвучните работи кога ја преземавте оваа функција директор на Созара беше најавата дека ќе се обидете да ги одвоите службените возила од сите приватни други возила во сообраќајот. Нешто за што не само граѓаните што реагирале во минатото за злоупотреби, туку реагирале и антикорупцијска комисија и меѓународни организации и така натаму. Вие почнавте една постапка, донесена, ако не се лажам, одреден правилник кој што тоа треба да го регулира, но ние се уште не гледаме дека возилата кои се во така наречената владина или јавна флота дека се разликуваат од останатите. До каде е оваа постапка? Така е, сад си 30 години слушаме дека ќе се стопира таа злоупотреба на овие службени возила за партиски цели или приватни цели, па затоа можеби јавноста и граѓаните се скептични по ова прашање. Така е, ние отпочнавме, формиравме на работна група во рамките на владата, донесовме правилникот ги помина сите филтри во владата, односно законодавство, го подпиша министерот за внатрешни работи, го изгласавме на влада, каде застана кочницата. Кочницата беше онаму каде што немавме тие бои кои што ни беа пропишани, кои што ги предвидовме како работна група, црвена и жолта, ги немавме на лагер. Поради таа причина Министерството за внатрешни работи објави тендерска постапка, која што кај нас трае 3 до 4 месеци тендерската постапка. На 25 јуни ќе биде јавното отварање на тоа. Се надевам дека ќе имаме фирма која што ќе ни ги достави
побаруваните бои ќе добиеме најниска цена и веднаш после завршената поставка, завршениот тендер, ќе донесеме заклучок на влада, односно задолжение за сите државни институции, тука спаѓаат и јавните предпријатија, општините, државните институции, министерствата, владата, во рок од 30 денови да ги променат таблиците. Промената на таблиците ќе падне на товар на самите институции, некаде околу 1200 денари промена на таблици со промена на сообраќајна дозвола, но тоа не е некоја голема финансиска штета према државата, колку што може да се заштеди и да излеземе сериозни према граѓаните. За колкава флота на автомобили зборуваме тука? Од почетните анализи, бидејќи ние немаме софтвер во државата, односно регистар, немаме во државата и не знаеме колку конкретно возила има, од она што ние го имаме како анализа направено се работи за некаде околу 7000 возила. Ево да исклучиме 1000 возила кои што можеби нема да се означат заради безбедносни причини, тие се од МВР, АНБ и слични институции, но сепак се работи за 6000 возила. Вториот чекор кој што планираме да го направиме е да објавиме јавен телефонски број и јавна мейл адреса од службата каде што луѓето ќе можат да пријавуваат можна злоупотреба. Сега не знам какви се тука законските правила, дали може да се казнуваат тие луѓе за злоупотреба, предпоставувам дека може, но во најмала рака ќе подлежат на јавна критика и не верувам дека би го повториле тоа дело. Како еден пример, ево ќе можам да спомнам, пред неколку дена ние имавме некој партиски настан, роден ден на ВМРО ДПМН. Им давав јасна насока на службите кај мене чисто да исконтролираат и да видат дали ќе се користат службени возила. Конкретно мислам на овие шкодите кои што ги возат министрите. Можам да ве убедам дека немаше никаква злоупотреба, немаше ниту насока да не возат, него ги оставивме така да видиме дали има разум или нема разум, дали ќе биде како до сега или ќе се променуваме и ќе променуваме државата. Немаше злоупотреба, тоа може да го потврдат и медиумите, бидејќи беа присутни и беа поканети на тој настан. Очекувате ли дека ова се ќе се заврши до локалните избори, затоа што вообичаено ваквите прекршувања сме ги гледале во изборна кампања, кога министрите ги комбинираат дневните и другите функционери дневните своји службени обврски со партиските и најчесто тогаш беа фотографирани, снимани и реагираа институциите за мешањето на двете функции и злоупотребата на ресурсите. Очекувам дека до крајот на август, односно до крајот на летниот период или најдоцна почеток на септември ќе добијат сите државни возила обоени таблици во боја кои што ги спомнуваме, а изборите се некаде околу 15-19 октомври, така да сигурно ќе имаме обележано. На време за кампања. Споминавте дека нема регистар и практично вие треба да направите некаква си анализа малтане мануелно, да изброите колку возила има да, има државата. Некаков регистар кој што го има ДКСК, но тој не е официјален регистар. Она што го правиме моментално, имавме неколку работни состаноци со министерот за внатрешни работи. Треба да набавиме ние како служба за општи заеднички работи регистар, ние треба да го подготвиме. Планот ни ако успееме до крајот на годината да направиме еден таков регистар, веќе сме во комуникација со некои соседни држави каде што има такви решенија и кои што се практични и корисни за државата, да можеме да ги превземеме од кај нив, па да ги имплементираме во нашата држава. Правиме анализи колку тоа ќе чини државата, колку време ќе треба. Надежта ни е и сакаме да ги завршиме до крајот на годината, за да министерот може да ги поврзи со Safe City камерите, која ќе отпочне она со казни и со прекршоци кои што ќе се спроведуваат, да тука ќе има клучна улога и тој регистар. Добро е да го има и тој регистар, но би било добро, мислам и како јавност, да имаме информација и колку имот има државата, исто така нешто што службата за општи заеднички работи треба да го координира на некој начин. Може ли да се направи таков регистар на сите недвижности кои се под управување на СУЗР со податоци за закупнини и за трошоци? Може да се направи на истиот принцип како што е формирав јас работната група за делот на возилата, таква работна група има формирано министерот за добро владење Армен Фетај, кој што работи конкретно на имотот. И целта на крајот ни е да ги фузираме овие два регистри и да имаме еден регистар во државата и за имот и за возила. Имаше одредена најава за одреден систем за следење на трошоците по
институции, колку тие потрошиле за гориво, колку потрошиле за репрезентација, за одржување на возен парк, може ли во догледно време да видиме? Може, тоа е истиот софтвер, односно истото решение во истиот софтвер да ги имплементираме сите овие алатки кои што сме ги ветиле во минатото, за да не набавуваме повеќе софтвери, односно на едно место да биде се тоа. Да, и јавноста да биде секогаш информирана. Да биде јавно и граѓаните да знаат. Во неколку ваши претходни настапи споминавте дека сегашниот владин авион Learjet 60, купен во 2005 година, има само 6 седишта, се почесто оди на скапи поправки и дека владата планира да набави нов авион. Кои се спецификациите кои ги барате? Останувате ли на таа идеја? Денеска гледаме дека владата усвои одреден ребаланс. Дали веќе се калкулираат трошоците за набавка на нов владин авион? За жал не дозволува овој буџет набавка на нов владин авион, бидејќи така ја затекнавме државата како што затекнавме, но да, јас се отворив оваа тема пред неколку месеци дека на државата и треба нов владин авион, поголем авион. Тоа видете, тоа не е луксус, тоа е потреба на една држава. Првенствено за имиџот на државата, второ ево ќе ви дадам два еклатантни примери. Првиот пример е со несреќата во Кочани. Ние имавме случај каде со овој авион преземавме патник од Австрија, го донесовме во Македонија, бидејќи не можеше да лета со комерцијален лет. Вториот случај е конфликтот помеѓу Израел и Ирак, каде што пред неколку дена донесовме 8 патници, 4 возрастни, 4 деца, од кои едно бебе во Македонија, од екипет во Македонија. Така да тој авион не би се користел само за потребите на владата, би се користел за општо добро на државата. Тој авион не останува моја собственост. Ако ние денеска почнеме таа поставка, тој ќе дојде за година, 2, можеби и 3 години, бидејќи тоа не е возило кола па да го набавите од денес за утре, тоа е авион кој што треба да го набавите по нарачка, па можеби и ние нема да бидеме власт. Но тоа е имот на државата, имот на граѓаните. Може за многу различни цели да се користи. Не треба да бидеме пример како во минатото, да некои соседни држави нас не организираат со нивните авиони превоз. Напротив, треба да бидеме на повисоко ниво како држава. Имате ли некаква кост-бенефит анализа? Споминавте некои бројки од 40 до 50 милиони евра за купување на нов авион со повеќе седишта, барем 3 пати повеќе, колку што разбрав, можете да ме поправите. Со оглед на тоа што сега често го испраќате на поправки, има математика за колку време нас ќе ни се исплати што го имаме, затоа што нормално и тоа веројатно и вам би е вкалкулирано дека граѓаните во една економска ситуација во каква што повеќето граѓани живеат, секогаш ќе гледаат како на луксус. Иако еве вие аргументирате дека не е луксус да се има според потребите еден владин авион, меѓутоа сепак имате ли математика? Јас ги разбирам граѓаните и со право реагираат така, бидејќи досега се случувале такви работи какви што се случувале, се луксузирале, се злоупотребувале работи од државата. Ве уверувам дека со економично владење и функционирање на државата, тој авион многу брзо ние можеме сами да го исплатиме. Начините на кои што сакаме да го набавиме овој авион, разгледуваме можности да биде на оперативен лизинг или финансов лизинг, ќе видиме какви се можностите, можеби со кредитирање и да биде најмалце од 14-15 седишта па нагоре, за да може да го користиме па и за репрезентации, да може да го користиме за новинари кога идеме на било какви европски самити, светски самити, граѓаните да бидат директно информирани од вас медиумите. Така да ве убедувам дека авионот има исплатливост, можеби тоа не е имот кој што вие го имате 2-3 години, тоа е имот кој што трае 20 години, бидејќи по последните анализи кои што ги правевме, сите компании даваат гаранција на самото летало некаде околу 20 години. Кога би се навратиле се чекор назад, овој претходниот авион кој што го имаме има над 20 години. И затоа можеби се појавуваат такви чести дефекти, бидејќи користиме репарирани делови. Не се користат оригинал делови, користат репарирани делови и ево во изминативе 6 години ние имаме направено трошок околу 4,5 милиони евра само за сервиси. Што редовни, што водредни сервиси. Добра, институцијата која вие менаџирате ги координираше голем дел од активностите на владата во делот на помошта за семејствата на настраданите и повредените од Кочани. Дали на сите семејства е распределено на првична помош 150.000 денари и како ќе се поддржи долгорочната рехабилитација која сите велат дека ќе трае најмалку 2 години?
Така, цаци поделени се на сите семејства по 150.000 првична помош, после тоа имаше нови 150.000 на одредени семејства и сега последната бранша на поделени пари беше од она анализа која што направија стручните лица, медицинските лица, на кои колку додатно би му требале трошоци за долекување понатака во иднина. Она што ние го одвоивме како средства директни од државата, односно како служба за општи заеднички работи, се почетни 30 милиони денари од резервите на буџетот на државата, кои што беа наменети за транспорт и сместување на лицата кои што се во поддршка на лицата кои што се на лекување во странство. Исто така како држава овозможивме транспорт на истите лица од Македонија до дестинациите, каде што беа бесплатно здравство, и ве убедувам дека се додека не заврши овој процес до крај, додека не ги излечиме и не ги ставиме во нормала на функционирање овие лица, ќе ги помага државата и ќе прави се од себе за да можат овие лица да продолжат понатака со својот живот. Ево еден таков пример е одмаралиштето во Пониква, кој што подготвено ли е се таму? Подготвено е, така е, направивме анализа, бевме дел од групата која што правеше анализи, обезбедени се услови, соодветни услови, чинам дека првата група ќе биде во понеделник околу 30 лица. Праќаме додатни хигиеничарки од службата за општи заеднички работи, околу 4-5 хигиеничарки, бидејќи во ова зграда, каде што ќе престувуваат овие луѓе, клучна е хигиената, мора да биде на едно врвно и високо ниво. Отворивте една телефонска линија за помош и координација. Какви барања добивате и можете ли да одговорите на тоа што се вистински потреби на семејствата? Реално има различни барања, има чести јавувања. Она што го прават координативното тело од влада ги прима тие повици, често одржуваме состаноци, гледаме што е можно решливо во моментот, што понатака се пружи секоја можна помош која што може да се пружи, и мислам дека ќе излеземе на крај со целата ситуација. Битно е и важно е граѓаните да знаат дека кочање на владата од сами е во фокус на владата од самиот почеток, сега и ќе остане така. Ивица Томовски во Тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам за можноста. Бизнисменот и поранешен вице-премиер Кочан Ѓушев напиша автобиографија насловена Таков каков што сум. По долгогодишен, долготраен личен мол, кан Ѓушев сега пишува отворено и за бизнисот и за политиката, за тоа што според него навистина му треба на општеството за да одиме напред, а што се дневно политички желби и зошто, како што вели, неговото влегување во владата била негова најголема грешка во животот. Автобиографијата на Кочан Ѓушев е личен приказ на човек кој влегол во бизнисот пред 20 години со тоа што го слушал и учел од својот дедо, фабрикант, пред Втората светска војна. Преку тоа што лично го поминал, Ѓушев зборува паралелно и за образованието, и за бизнисот, и за општеството, а во еден дел и за политиката. Главните пораки се дека младите денес се презаштитени со социјалните мрежи, имаат лоша представа за светот, а учењето и посветената работа се потценуваат. Ѓушев пишува дека успехот никој не го подарува. Да се успее во светски рамки, вели, е многу тежок потфат кој бара упорност. Ги опишува неговите бизниси кои сите до еден биле нови на ова поднебие, односно сам почнал да пробива пат за многу работи: трговија со електрична енергија, производство на водородни и електрични возила на брако, мали хидроелектрани, а денес и биогасни и фотонапонски електрани и батерии. Според Ѓушев, селењето во странство многу често не е решение на екзистенцијалните проблеми и како што вели во заклучокот, Ѓушев ја напишал оваа книга за да поттикне што повеќе млади луѓе сами да почнат свој бизнис, да им го охрабри предприемачкиот дух и да останат во Македонија. Во оваа книга се обидов преку својот живот, преку своите искуства и грешки, да оставам едно четиво за сите кои денес се занимаваат или сакаат во иднина да се занимаваат со бизнис. Ова е пред се книга за тоа како може да се почне од нула и да се успее во животот со многу работа и учење, и дека никогаш не треба да се откажувате. Во еден дел од книгата е опишано и неговото учество во владата, каде вели дека се обидел со знаење и искуство да придонесе за државата, а наишол на друг прием. Потоа за неговиот став дека политичките партии треба да соработуваат за клучните државни интереси, за бракот од интерес меѓу политичари, фондови и медиуми, и на крај како дошло до неговото санкционирање со забрана за влез во САД, зашто ангажирал своји застапници во Вашингтон да ја докаже неоснованоста на тој чекор.
Некои луѓе во таа влада мене ме гледаа како натрапник, како општествена закана, богат предприемач кој им е класен непријател. Не можев да верувам што слушам во држава во која влада е демократија и пазарна економија. Но кога сега гледам како некои пишуваат за Илон Макс дека се вклучил во владата во САД за да се збогати, сега се ми е јасно. Тој е најбогат човек на светот, најбогат во историјата. Зар некој мисли дека на Маск му требаат уште пари? Не, тој едноставно мисли дека може и знае да ги подобри работите во некоја сфера. Ама никој не верува дека некој што е богат може да работи за јавно добро. Чудно, ама многу лесно му се верува на некој што никогаш ништо не создал за себе и за своето семејство, па дека токму сега и баш во владата тој ќе создаде за сите други. Ова е прв пат Ангјушев да напише книга која е надвор од машинската структура, односно надвор од неговите книги од кои се учи на Машинскиот факултет. Книгата е напишана во јануари годинава, а од печат излезе на македонски и англиски јазик во соработка со издавачката куќа Арс Ламина. Ке се продава во книжарите на литература и во уште повеќе од 100 книжари и штандови за книги во хипермаркетите, како редок вид на вакво четиво кај нас. Израелско